Македонија ми е од срцето. Илјадници бегалци од виорот на војната беа прифатени. За тие што останаа во Македонија, огромен број хумани граѓани се пријавија да понудат кров над главата. Ова е Бушавко, маскота на првата детска амбасада во светот Медјаши, која е основана на 29 април 1992 година во Скопје. Но, на незиното основање претходеше она за кое посакуваме никогаш да не се случеше и посакуваме никогаш да не се повтори. Уште еден поздрав од студиото 4 на Македонската телевизија, од овде од Македонија, од Скопје. Ве поздравуваат нашите топли срца, каде и да се наоѓате ширум светот. Овој пат ќе говориме за детските права, како и за сите оние талентирани деца што потекнуваат од Македонија и не представуваат во различни области ширум светот со своите големи успеси. Наш денешен гостин е основачот и извршен директор на првата детска амбасада во светот Медјаши, господинот Драги Змијанац. Добре дојдовте во емисијата Македонски вредности. Ке започнеме со оние проекти кои што редовно ги имате и кои што минатава година ги извршувавте. Добро ве најдов. Поздрав до гледачите. Се надевам ќе им биде емисијата интересна и ќе дознаат нешто повеќе за првата детска амбасада во светот Медјаши. Ние во континуитет веќе 21 година на прага сме да славиме јубилеј на 29 април оваа година. 21 година. Нашите главни заложби се заштита на правата на децата. Заштита на децата од секаков вид на насилство, психичко, физичко, сексуално, јакнење на децата во изразување и кажување на сопственото мислење, нивно учество во донесување на одлука од нивен интерес и секако во кризни ситуации заштита на децата бегалци или заштита на внатрешно раселени лица таму каде што имало или би имало конфликт. Она пошто е предпознатлива детската амбасада, значи гласно говори за проблемите што децата ги имаат во Република Македонија, бара одговорно родителство и бара одговорни институции кои ќе постапат во најдобар интерес на децата. За да децата се јават и дојават проблем, треба да го знаат нашиот SOS телефон, а тој веќе постои 20 години. Бројот е 0801 22 22 и Комитетот за правата на детето во Обединетите нации во Женева, врз основа на алтернативниот извештај што го достави детската амбасада Медјаши со група на граѓански организации, пред 2 години достави и алтернативен извештај за состојбата со правата на децата подготвени од страна на самите деца и 2 деца кои беа избрани од 7 града во Република Македонија, Васка Бојаджи и Елена Димитриевска, беа пред Комитетот за правата на детето да го искажат мислењето на децата во однос на состојбата со правата на децата во Република Македонија. Веднаш потоа, Македонската национална коалиција за правата на детето исто така достави свој алтернативен извештај. После тие 2 извештаи, следеше извештај подготвен од владата на Република Македонија
И Комитетот за правата на детето имаше целосен увид за состојбата, за да потоа даде препораки до владата на Република Македонија да се действува во наредниот период, таму каде што според нивно сознание смета дека треба да се подобри состојбата за правата на децата. Она што е карактеристично, стигнаа препораки од комитетот дека нашиот СОС телефон е релевантен за дефинирање на состојбата со правата на децата, дека треба да се земе како дата за податоци за состојбата со правата на децата и дека треба да биде финансиски поддржан од владата на Република Македонија, затоа што тој СОС телефон е препознат како СОС телефон од јавен интерес. Впрочем, тој е и прв СОС телефон за деца и млади во Република Македонија. Многумина се распрснаа на разни страни од светот, принудени да побараат нов дом. В 1993 година децата од хорот Пиколо станаа колективен член на детската амбасада и на најубав можен начин го збогатија нашето семејство. Се повеќе луѓе се запознаваа со нашата работа, но и се почести беа јавувањата на оние кои бараа помош и совет. Затоа, истата година го отворивме и првиот дежурен СОС телефон во Македонија. Ние сме членки на многу меѓународни организации, од Eurochild во Брисел, од Global March Against Child Labor во Индија, од Европската федерација за деца на улица во Брисел, од Child Help International во Холандија. Умрежени сме секаде и работиме партнерски. Во моментот работиме неколку активности кои мислиме дека се од голем интерес за Република Македонија, а тоа е се обидуваме преку ненасилна разработка младите да делуваат поактивно во сите оние сегменти каде што работат, живеат, учат, од предшколска до основношколска, средношколска возраст и до факултет, да стават стоп на меѓуетничката омраза, насилство, говор на омраза од страна на политичарите, да бидат коректор не само на семејството, на родителите, туку и на донесувачите на одлука. Тоа го правиме преку мировните клубови, во неколку гимназии во Република Македонија. Имаме мировни клубови, каде што со помош на наставниците се обидуваме мировното образование да го вградиме во сите сегменти во програмите учениците кои ги учат на факултет, во средно училиште, во основно училиште или во градинка. Она што исто така со поддршка на Европска комисија и неколку партнерски организации од Србија, Косово, Албанија, Хрватска и Северна Ирска, работиме на ран детски развој, на меѓусебно разбирање, почитување и помирување на децата, уште од најмали нозе во градинка. Сметаме дека Македонија како мултиетничка држава со повеќе етнички заедници, треба многу да се работи, да не се создава бариери по било кој основ, да се интегрираат сите заедници во основно училиште и во градинка и во средно училиште и да не се создава простор на манипулација од страна на политичките партии, независно дали станува збор за локални, парламентарни или председателски избори, да се манипулира со мислењето, начинот на действување и изразување од страна на младите. И не само тоа, туку да се прифатат различностите во кои да се форми. Па прифаќањето на различностите значи за нас богатство. Ние имаме мислење и убедени сме дека Македонија мора да се надмине себе си во однос на градење на стратегија за заедничко живење. Значи не живење едни покрај други или така наречен соживот, а за да има градење на стратегија за заедничко живење треба да се почитуваат децата и младите и нивното мислење, а тие не се толку оптоварени со омраза,
колку што возрастните ја пренесуваат омразата кон децата и сега ние имаме дополнителна задача да го демилитаризираме умот на возрастните, начинот на комуникација, да им дадеме јасно на знаење дека тие ја пренесуваат омразата со нивниот говор кон децата и дека децата едноставно треба да бидат дополнително свесни, обучени како да го коригираат тој начин на комуникација од страна на Да возрастните. мислат повеќе на играта, Да им на овозможат на образовниот децата процес. точно простор, начин каде што креативно ќе се изразат, да работат на не само на едукација, не само училиштето да биде образовна институција или градење на оценки, а не на знаење, туку треба и воспитната компонента која сите веќе ја установивме како слабост во нашиот воспитно образовен систем, да наоѓаат начин преку разни неформални начини на работа со децата, дали се тоа работилници, секции, форуми, трибини, каде што младите ќе имаат можност да го кажат своето мислење, да кажат што мислат за Порано возрастните. имаше многу убави идеи во основните училишта и секциите почнуваа многу порано, а сега Порано тоа се е на работеше друг и многу начин. повеќе со децата. А она што го забележуваме од истражувањето што го направивме преку Брима Галу пред неколку години, перцепција за правата на децата, насилство и дискриминација, забележуваме дека прво насилството е во подем, не само во училишните клупи, во училиштето и надвор од училиштето, во училишните автобуси, значи насилство, тепачки, И цовки. медиумите тоа го поттикнуваат, го засилуваат. Медиумите не се доволно, а немаат, иако националните концесори треба да имаат програми за деца, еве вклучете канал каде што се продуцираат вредности од Бушава азбука, од Наше мало или од некои едукативни емисии каде што родителот ќе биде безгрижен, да знае, не е доволно само предупредување со придружба на старател или родител за деца по 12 години, 14 години, кога децата се едноставно обседнати со туги вредности, Со насилни ликови, со насилни необични ликови. точно, нема некој позитивен пример, а впрочем и позитивен пример нема и кога вестите ги пуштате. Вие вестите кога ќе го вестникот кога ќе почнува со крв, убиство, смрт и така натаму. Немате позитивна вредност. Не дека тоа некогаш го немало, туку Соседот кој му се помогнал засилува. на другиот сосед од друга етничка заедница, спасил живот, се нашол во неволја. Значи едноставно се создава еден впечаток дека луѓето не се почитуваат доволно. Се создава впечаток дека луѓето се осамени, дека се отуѓени, живеат во виртуелен свет, не само социјалните мрежи и телевизијата веќе е простор каде што детето го отуѓува. Нема веќе таква дружба како порано. Улицата веќе не е толку И сигурна и разликата во безбедна. социјалниот статус тоа го направи. Се создаде исто разлика во социјалниот статус. Нема доволно бенефиции за деца од ниските социјални слоеви. Еве ние имаме сознание дека во Република Македонија покрај заложбите за знаењето и моќната сила, за образованието, имаме деца кои се испуштени од воспитно-образовниот процес, а тие според наши сознание се 5 до 6% од општата детска популација. Тоа не е мала бројка, околу 18.000 дечиња или 200.000 возрастни кои не успеале да го завршат основното училиште. Ние дадовме на препорака до владата, гледам дека со новата стратегија е прифатена да за маргиналните групи, ранливи групи на деца има бесплатно предучилишно образование. Нашата заложба е за да имаме едно дете помалку на улица, треба да имаме едно дете повеќе во училиште. А за детето да биде во училиште до 6 години се е возможно од страна на родителите кои од разни причини, дали генерацијски, дали од сиромаштија, дали од неписменост, од незнаење ги злоупотребуваат, ги експлоатираат децата. Значи ние проговоривме во Македонија дека има и злоупотреба на детскиот труд. Проговоривме во Македонија дека има и деца кои не се евидентирани во извод од матична книга на родените. Нашите бројки се околу 2000 деца. Замислите, тие 2000 деца може да бидат жртви на најлоши форми на злоупотреба на детски труд. Дали трговија со деца, дали грабнување на деца, дали трговија со детски органи, дали детска проституција. Значи, тие деца едноставно се невидливи за државата. Нашите заложби се тие деца да не им се дозволи на родителите да примаат само социјална помош,
туку треба да бидат под строг мониторинг на институциите. Дали тој родител го остварува квалитетно родителското право, ако не го остварува да му се одземе родителското право, да се најде старател, дом згрижувачко семејство, детето, за да не се случи до 6 години да биде на улица да питачи или да биде грабнато, киднапирано, да се вклучи во градинка, државата да даде бенефиции за таквите семејства да биде бесплатно, за ние веќе да обезбедиме да трасираме пат тоа дете да биде вклучено во училиште. Иако собрани од разни краишта од нашата разгрната земја, овде заживеаме како едно семејство. Овде во ова питомина најдом на топол пречек од хуманите луѓе од Македонија. Тие вложуваат голем труд и напор да ни го подместат оно што го изгубиме. Благодарни сме на пријателската љубов и помош. Посакуваме никогаш да не ја доживеат нашата судбина. Посакуваме сето ова да заврши што побрзо, затоа што никаде на светот нема побав и помиродниот крај. Кои се талентираните деца од Македонија кои што не представуваат во светот и каква е соработката со диаспората? Звонче шири глас, децата се собрали за првиот час. Талентираните деца кај нас ги препознаваме преку тоа што им даваме можност, шанса да не застапуваат како деца амбасадори. Сме имале неколку такви талентирани, јас ќе ги споменам. Прво беше пијанистката Калина Мрмевска, потоа беше познатата пливачка, олимписка рекордерка Мирјана Бошевска и потоа беше Ѓакуш Каваши, кој работи во Европска комисија, и последното Роберт Плесконич, Стефан Сидинов, татко му се вели Стефан Роберт. Плесконич, кој што ми беше гостин во емисијата во една прилика. Да. Тој наполни 18 години и ние сега кој што има своји слики ширум светот. Да, и многу изложби во Вашингтон, во Брисел. Кај високи функционери. Точно. Значи, им даваме можност на талентираните деца да не представуваат и застапуваат како деца амбасадори. И тоа е добра можност, но мислам дека малку се работи за талентираните деца во воспитно-образовниот процес. Тоа не значи дека треба да се направат специјални школи за талентирани и за неталентирани. Секако инклузијата треба да биде и од страна на социјалниот слој и од страна на талентираноста, но кога некој родител со забележување од страна на психолошко-педагошката служба во училиштето или директниот класен раководител или пак наставникот кој ја има таа специјално за одреден предмет, дека детето владее со некаков Дека се појавува гениалност на некој начин. Треба да на тоа дете дополнително низ разни форми да се инвестира во него. Значи, моето лично убедување е дека најдобрата инвестиција на родителите е да се инвестира во образованието. Ако посебно се даде на знаење од страна на стручни лица и експерти дека тоа дете има посебен талент и афинитет за таа дејност или за тој предмет, подобро родителите да инвестираат во образованието на детето кое ќе се врати петкратно отколку да инвестираат во некретнина или во автомобили или во банковни сметки и така натаму, затоа што чувството на исполнетост на родителот кога знае дека инвестира во образование, добитот не е само за семејството и за детето, туку и за заедницата, ако тоа за дете државата навистина го задржиме тука и ги оплодуваме неговите сознанија за следните генерации, а впрочем тоа може да биде и добар пример за другите деца да ги охрабриме доколку таквите позитивни примери. Замислете ви едно дете од ниско економско социјален слој со посебен талент